Господин Јованов, покрај ловниот фонд, еве, вие сте концесионери, собственици и на езерото Мантово и Конче 1 и 2 или 1 и 3, како беше. Каква е состојбата со рибниот фонд? Вака, значи од 22 август станавме концесионери, како ловно-риболовно друштво имавме конкурирано исто така на тендер, на јавен тендер, кој што го распиша Министерството за земјоделство и шумарство, одсек водостопанство, одсек рибарство и ние како здружение се јавивме на овој конкурс и успеавме да го добиеме. Ние исто така, како и за ловот, значи имавме претходно направена програма, по која што програма ни носи бодове и одредени услови со кои што ќе се обврземе за да извршуваме и порибување. Значи во таа програма е наведено не само да биде спортско-рекреативниот риболов, ние да взимаме пари, кои што пари се навистина многу малку, многу мали, минимални, но сепак се трудиме како ловно-риболовно друштво да воспоставиме ред и да можат сите спортски рекреативни риболовци кои ќе посакат да дојдат на Мантово, бидејќи езерото Мантово беше атракција пред неколку години, мислам пред 10 години беше атракција да се иде на Мантово и да се спортски лове риболов. Неизбежно овде прашањето каква е соработката со риболовниот клуб од Радовиш Крап, кои го водат млади луѓе и кои, мораме да кажеме, последни 2 години постигнуваат завидни резултати над преварите кои што ги посетуваат во Републиката и надвор од неја. Откако сме концесионери, до денес има одржано 2 надпревари на езерото Мантово, меѓу кои морам да ги пофалам, тоа е спортско-рекреативниот клуб Крап од Радовиш, кој што го организираше на водите на Мантово, значи нормално во соработка со нас како концесионери, и јас сум крајно благодарен на председателот на спортско-рекреативниот клуб Крап, бидејќи навистина организира еден навистина добар надпревар на риболовци. Исто така, покасно беше организиран и од Скопје клубот Мак Транс, кој што Мак Крап, се извинувам, Мак Крап, кој што навистина и овие момци покажаа достоинство. Кога го викам тоа, го викам од голема гордост, бидејќи имав пример да гледам како рибарите кои што се надпреварува, од кога ќе ја опецат рибата, значи ја мерат и ја враќат назад пак во езерото. Тоа се прави рекреативни, вистински спортисти. Значи, на нас идејата како ловно-риболовно друштво, ние тоа да направиме стварно рекреативно место, да можат сите риболовци кои што навистина има луѓе кои што се занесени во овој спорт и кои што желбата му е што може повеќе да фати и пак да ги пушти. Но сепак да си го направи кефот во однос на рибарството. Така. Сакам да кажам и пред сите оние спортисти рибари дека бидејќи касно ја добивме концесијата, но сепак за 2012 нашата обврска која што е заведена како обврска за порибување, веќе имаме уплатено средства, значи ќе се изврши порибување на Мантово и на Конче 1 и Конче 3. Значи, овие денови требаше да се изврши, но бидејќи, еве гледате и самите временските услови не дозволија, сепак средствата се веќе уплатени, значи чекаме само добро време и да извршиме порибување, и тоа порибување ќе биде за 2012. А отпосле следува, значи ќе има неколку повеќе порибување кои што ќе се однесуваат за 2013 година. И што сметам дека навистина ќе го збогатиме рибниот фонд и сметам дека секој оној кој што сака да биде член или е член на некој клуб и сака да дојде да лови риби слободно, нека се обрати кај нашето техничко лице. Ние веќе имаме изготвено, имаме веќе формирано пунктове. Значи, за Конче 1 и Конче 3 пунктот е во самата канцеларија во Конче, бидејќи езерат се до село. Додека за Мантово има на влезот во Мантово имаме веќе објект кој што ќе се користи како пункт и во него ќе можат да се подигат дозволи.
Значи, исто така сакам да кажам дека ценовникот за 2013 година е 1500 денари годишна дозвола, додека дневната дозвола е 100 денари, што мислам ти е доста ниска и навистина ќе прифатлива за секој спортист кој сака да биде на овие езера.